Она што можам сигурно да ви кажам, она што може сигурно да очекувате во годината што доаѓа, е неизвестност и може да очекувате стресови. Зашто стресовите ќе дојдат и поради добри работи, и поради лоши работи. Стресот не доаѓа само од лошото. Човекот е во стресна состојба и кога убави работи му се случуваат. И јас сакувам повеќе да имате стресови од убави работи. Но во секој случај ќе биде неизбежен. И многу е популарен ден стресот, многу се говори за стресот. Има рецепти како да живееме во време на стрес, има техника како да го преживуваме стресот. Дури има и тест кој може да си го направите, го има на интернет, на Холмс и Рейх, не ги знам кои се, и може да се тестираш да видиш дали си во некоја жолта, црвена, дали си во критична фаза, дали треба да преземаш некои посериозни мерки. Има те бодови, поени, например, ако поминуваш низ развод, има не знам колку поени, ако поминуваш во пензионирање, има не знам колку поени, ако поминуваш низ загуба на ближен човек, уште повеќе поени, ако се раѓа ново дете во семејството, бебе, не знам колку поени, и ги собереш во моментот колку поени имаш и разбираш дали си во некоја кризна состојба или се трпи. Сакам да кажам дека денес луѓето многу посветуваат внимание на стресот, зашто е секако сериозна работа. Не знам дали во древноста, кога е пишувана Библијата, луѓето мислеле на стресот, но знаеме дека поминувале низ тешки ситуации. И овој псалм што го прочитавте, може да видите какви се тешкоти, низ какви се проблеми поминува Давид како автор. И ако верувам дека е точно сето она што го напишал, не верувам дека некој од нас поминал низ такви проблеми, низ какви што тој поминува. Тој говори за смртна опасност, говори како сите се настроили против него, го гонат, сакат да го убијат, го клеветат. Сериозна е ситуацијата, во животна опасност е, и за да биде неговата состојба уште по тешка, уште стресот да биде уште поголем, во еден момент гледаме дека има и чувство на вина, му тежи совеста. Тој знае дека сите тие маки низ кои поминува, и смртната опасност, и клеветите, и непријателите се резултат на негов греф. Тој сгрешил и поради неговиот греф го поминува сето она што го поминува. И гревот не е било каков, тежината што ја чувствува на совеста како вина не е лесна. Тој е свесен дека извршил прелюба, а за изврши прелюба убил и човек. И сето тоа како она што му се случува се како последици. Значи, не само опасност, туку има и тежина. И како се справува со сето ова? Кое е неговото решение за проблемите? Клучното е запишено во 14 и 15 стих, каде што вели: јас пак имам верба во Тебе, Господи, и велам: Ти си мој Бог, дните мои се во Твоите раце. Говори за неговите дни, за една реалност, кој ги поставува во друга реалност. Неговите дни се несигурни, неговите дни носат неизвестност, дните се непостојани, и затоа тој ги предава во Божите раце. И таму тие добиваат една поинаква реалност. А сето тоа, вели Давид, е преку вербата. Јас имам верба во Тебе, Господи. Ајде да ги видиме овие работи. Ако можеме некако сета идеја на псалмот да ја представиме во една реченица, нашиот одговор на несигурните времиња треба да биде преку личната доверба во суверениот и личен Бог. Овдека откриваме сувереност на Бог, откриваме и еден личен однос на Бог кон Давид. Тој вели: мојот Бог, ти си мојот Бог, ти ја виде мојата душа, ти ја погледна мојата мака. И затоа јас, бидејќи си суверен, ти ги давам дните во моите дни во Твоите раце. Ајде да видиме како сето тоа Давид го представува. Прво говори за моите дни, или во овој превод
е мојата судбина, но оригинално моите дни, или уште по-буквално, Давид пишува за моите времиња, зборот е времиња. Зборот дни или времиња се однесува на она нашето. Нашето време, нашите дни се неизвестни. Годината што предстои носи неизвестност. Тоа е нашиот живот. Но интересно е што Давид не говори за моето време или мојата судбина, употребава множина, моите времиња, говори. За моите времиња кои се неизвестни. И зошто во множина? Повеќето коментатори сметаат дека Давид користи множина, времиња, за да го представи богатиот спектар од причини зошто има неизвестност. Има многу причини, има многу фактори кои го прават времето пред нас да биде неизвестно. И кога тој вели за времиња, говори за еднушта поголема неизвестност. Моите денови носат многу неизвестност. Затоа вели времиња. Колку и да си мислиме дека ние контролираме, дека во нашите раце се нештата, всушност истината дека ние ништо не контролираме. Дори и они работи што мислиме дека ги контролираме, не се во нашата контрола. Добар пример е Давид. Давид беше цар. Имаше власт над сите. Денес беше цар, а утре веќе требаше да бега, да си го спасува животот. Стана најпрезрен човек во царството. Непријателите го гонеа, пријателите се свртеа против него. Беше предмет на презир, предмет на хула. Животот му беше во опасност. Може денес да имаш власт, утре веќе да бидеш најдолен од сите. Тоа е вистината за нашите дни. Има многу фактори. Многу од нив може да ги предвидиме. Некои се врзани со нашиот животен циклус. Например, оние што имаат деца, што се ова година ќе наполнат 6 години, знаат дека ќе имат ученик дома за прв пат. Оние кои завршуваат сега средно, знаат дека ќе треба да се спремат од летото или за работа, или за факултет. Тоа е нешто што носи промена. Оние што ќе наполнат жени 62 години, оние што ќе наполнат 64 години, знаат дека ги очекува пензионирање. Оние што се бремени жени сега, знаат дека до март, април, мај, јуни ќе очекуваат нов живот во семејството. Но сите овие работи носат промена со која треба да се справиме. Пензионирањето не е лесна промена во животот. На запад луѓето паѓаат во големи депресии кога се пензионираат. Тоа се нешта кои можеме да ги очекуваме и сепак се промени кои носат стрес. И тоа големи стресови. А пак колку носат стрес пак нештата кои не можеме да ги предвидиме. Болест. Кој може да си предвиди болест? Кој може да предвиди загуба на ближок човек? Кој може да предвиди дека ќе загуби работа? Може да му кажат дека треба да си бара нова работа од утре. И тоа е сериозен проблем. Велат, има такви истражувања на запад дека луѓето кои остануваат подолго од 8 месеци без работа, 80% од нив се разведуваат. До толку ли стигнали на запад во себичноста, не знам, но има сериозни последици сето тоа. Затоа Давид вели, говори нели за моите дни кои се голема неизвестност во животот. И бидејќи се неизвестност, и треба да се справуваме бидејќи се непостојани, бидејќи носат бури во животот, треба некако да се справуваме. Како Давид се справува со неговата ситуација која е, како што кажавме, многу сериозна, многу стресна. Според овој тест, тој сигурно е во екстремно црвена фаза. И треба да превзема мерки. Ако видиме во овој псалм, Давид изнесува многу атрибути за Бог. Вели, Бог е засолниште и заштита. Тој е праведен и ќе суди праведно. Тој е карпа и крепост. Ги слуша и одговара на молитвите. Тој е Бог на вистината и милоста. Знае се. Покажува неограничена добрина за оние кои се бојат од него. Многу работи кажува за тоа каков е Бог. И тој се потпира на сите овие нешта.
кога моли за заштита, кога се надава на Бог. И сега, кога ги разбрал сите овие нешта? Од кај му доаѓа верата? Давид учи за Бог или расте во познанието на Бог уште од мал. Уште додека беше овчар кај татко му, тој учеше за Бог. Тој знае, растеше во познанието на Бог. С други зборови, за да имаме надеж во Бог, да се справиме добро во бурата, ни треба уште порано да пуштиме корени на вера во Бог. Ако чекаме да се зајакнеме во Господ, кога ќе дојде во бурата, бурата ќе не скрши, бурата ќе не смачка. Подготовката за бурата доаѓа или се врши уште пред да дојде бурата. Сите последици полесно се поднесуваат ако подготвени ги дочекаме. Не знаеме што ќе донесе годината, но ние треба да јакнеме во верата во Господ. Треба да јакнеме во познанието во Бог. Колку нашата вера е посилна во Господ, толку полесно ќе се соочиме со проблемите, со неволите. Има во поговорките една мудрост кажана, во првата глава 20-33 стих, вели, оној кој се надева дека ќе добија мудрост во неволјата, ако чека тогаш да добие мудрост, тогаш мудроста ќе му се смее. Затоа треба да бидеме подготвени и уште денеска да почнеме да се подготвуваме, да се читаме од Библијата, да се молиме на Господ, тој да ни дава вера, да ни дава духовна сила и кога ќе дојде моментот што не знаеме што ќе донесе нели годината, да бидеме со силна вера во Господ. И како што Давид вели, Бог е мојата закрила, Бог е мојата карпа, Бог е моето засолниште, Бог е мојата помош, така да можеме ние да кажеме. Гледаме една силна вера кај Давид, кој сигурно е резултат на растежот во познавањето кој се случува во текот на целиот живот. Се разбира, и тешкотијата ќе ни помогне да зајакнеме уште повеќе. Но ако претходно сме градале силна вера. Се разбира, ако не сме растеле доволно во верата, не сме посветиле доволно внимание на животот со Бог, можеме и кога ќе дојде тешкотијата да се молиме. Бог пак ќе не чуе. Но вистинската подготовка е во мирното време. Кога ќе дојде поплавата, ако не сме подготвени, ако не се изчистени каналите, ако нема подготвена инфраструктура да ги прифати поплавите, водите, последиците ќе бидат големи. Гледаме, нели, што се случува кога доаѓаат бури. Ако нема подготовка, пред да дојде бурата, има големи последици. Така и во животот. Бог очекува во мирното време, кога е убаво, да градиме вера во Него. Обично ние, кога ни убаво забраваме на Господ и кога ќе дојде маката, тогаш почнуваме да викаме кон Него. Тогаш верата ни е слаба. Другото нешто што можеме да го видиме е дека Давид, иако знае дека таа неволја е резултат на греф во неговиот живот, тој пак вика кон Него. Тоа значи дека, дури ако знаеме дека поради наша вина се случува она што се случува, ние пак може да бараме помош од Него. Сега, во нашиот превод има испуштен еден многу важен дел во 10 стих. Таму пише вака: го минувам во жал животот мој и годините мои со воздишки. Изнеможе силата моја поради мојот греф. Тоа е испуштено во нашиот превод. Не знам дали во мобилната верзија е испуштено, меѓутоа во оригиналниот превод пишува поради мојот греф. Го има тоа. И продолжува: коските мои се свиткаа. Многу важно е тоа. Давид знае дека поради греф е сето тоа што го искусува, знае дека бидејќи е прогонет од Авесалом и Авесалом ги свртува дури неговите пријатели против него. Целиот народ збори против него, тој бега да си го спаси животот, знае дека причината за тоа е неговиот греф и пак се повикува на Божјата правда. Пак се повикува на Божјата помош.
на Божата сила. Давид се покаја за гревот што го изврши. И Бог му прости. И Давид знаеше дека Бог му простил и затоа бараше помош од него. Но последиците си дојдоа. Последиците си доаѓаат од гревот. Интересно овде када видиме дека тие последици не беа толку од Бог, колку од оние кои не сакаа да го прифатат Божјото простување. Бог му прости. Меѓутоа, не може да му простат неговите деца. Не може да му простат неговите пријатели. Не може да му простат неговите непријатели. Не може да ја прифатат Божјата милост за еден таков човек. Сигурно, во Псалмот можеме да видиме многу обвинувања, многу клевети. Можеме дури да забележиме дека го обвинуваат и за лицемерие. Може би викале, ти кој се правиш толку многу побожен, а си еден обичен убиец и блудник. Сите тие работи беа таму. И беа поради неговиот грев. Но Давид и во таква ситуација пак може да се повика на Бог. Независно од тоа, поради што ни доаѓа ситуацијата, поради Божјата милост ние пак може да бараме милост и помош од него. Во секоја ситуација, дури и во проблемите што доаѓаат од грев, ние пак можеме да бараме закрила и помош од Бог. А Бог во својата милост одговора. Се разбира дека не треба со лесна рака да поминуваме преку гревот, нашиот или на луѓето. Меѓутоа, овој псалм научи на друга работа. Кога човек се покајал и побарал прошка, не треба да отфрламе Божјата милост за луѓето. Не треба ние да бидеме тие што ќе го судиме или отфрламе грешникот, како што беше случајот со Давид. Проблемот на Давид беше од луѓето кои не можеа да го прифатат неговото простување, прошката што Бог му ја даде. И тоа е големата разлика меѓу нас и Бог. Колку и да голем гревот, Божјата милост е поголема и простува. Проблемот е кај нас, во нашата ограниченост. Ние не им простуваме на луѓето и ние ги бркаме заради нивните гревови. Но фала му на Бог што тој е толку добар и преку крвта на Исус ни ги прости гревовите. Се разбира, времените последици остануваат, но најважното е дека дури и во таквите моменти ние можеме да бараме помош од Бог. Верувам дека нема совршен човек меѓу нас, верувам дека сите грешиме и верувам дека сите искусуваме последици од тоа. И во таквите времиња пак да бараме помош од Господ. Да бараме од Него закрила, да бараме од Него за солниште. И Тој ќе помогне. Друго нешто што можеме да видиме, и го знаеме од целата Библија, е дека Бог нема да дозволи, кога ќе дојдат лошите времиња во оваа година, Бог нема да дозволи да страдаме повеќе или да претрпиме стрес поголем, отколку што можеме да издржиме. Друго искушение вас не ве зафати, освен човечкото, но верен е Бог, кој нема да допушти да бидете искушувани повеќе од силата ваша, а заедно со искушението ќе ви даде излез, за да можете да издржите. Излез, за да може да издржите. И овде кај излезот всушност не е толку во ослободувањето од неволјата. Зборчето излез повеќе значи сила, околности во кои ќе можете да издржите. Тоест, ако тешкотијата се зголемува, тоа значи дека Бог ќе даде некои други околности кои ќе помогнат да издржите. Или буквално ќе ви даде сила која ќе биде сообразна со околностите. Колку повеќе тежина товарот ќе се зголемува и ќе ве притиска, Бог толку повеќе дава благодат да издржите и на крајот нели да излезете од таа ситуација. Најтешкото е да се чека излезот. Најтешкото во таквите моменти е да дојде ослободувањето од товарот. Единствениот начин повторно е силните корени во верата во Господ. Земете го за пример Јосиф. Кога Јосиф беше пикнат во затвор во Египет,
Тој не бил повеќе 20 на години. Толку, на таа возраст. И таму беше поради верноста на Бог, бидејќи не сакаше да изврши блудство со жената на Потифар, бидејќи сакаше да остане верен пред Господ, и поради тоа се заврши во затвор. И беше заборавен во затвор, без да види светлина. Сонце не можеше да види. Поминаа години додека да стане втор човек во Египет. Можеме само да си претпоставиме како му било сето тоа време да страда заради тоа што сакал да биде свет пред Бог. И сигурно ако не била верата во Бог, тој немаше да издржи. Верата дека ќе заврши сето тоа и Бог ќе се прослави во таа ситуација. И сигурно Бог оставил во ситуација која била сообразна со неговата сила. И му давал доволно благодат да издржи, зашто тој се надевал на него. Стресот, тешката состојба ќе биде реалност за сите нас во годината што доаѓа. Знаеме што носи. Но треба да се подготвуваме уште сега. Основната подготовка е Словото и запознавањето на Бог преку Словото. Определете си оваа година. Секој ден да си имате време со Бог во Слово и во молитва. Тоа ќе ни даде сигурност дека секој испитание, секој проблем, секој мака ќе можеме да издржиме заедно со Господ. Зашто никој пат тој нема да ни даде повеќе од нашите сили. И независно поради што ќе дојде таа неволја, дали поради наша вина, ако имаме силна вера во Господ и сме втемелени во Него, ќе можеме да издржиме. Тоа се нашите дни, тоа е нашата реалност. Но Давид говори за нешто друго. Говори за Божите раце. Божите раце кои се сигурната реалност за суверениот и личен Бог. Ако нашите дни се нешто несигурно, непостојано, од друга страна имаме нешто сигурно. А тоа е Бог, Божјата рака. И нашите дни можат да добијат сигурност, можат да станат нешто стабилно, ако тие несигурни дни ги ставиме во сигурните Божји раце. Дните мои се во твоите раце. Дните на Давид не беа во раците на непријателите кои го гонеа, не беа во раците на пријателите кои се откажаа од него, туку беа во сигурните раце. Зошто Божите раце даваат една сигурна реалност за разлика од нашите дни кои се несигурната реалност? Зошто Бог е суверен Бог. Истиот збор времиња го употребува и Даниел во неговата книга во 2 глава 21 стих. И таму вели вака: тој, тоест Бог, ги контролира времињата и годините. Истиот збор времињата, како што го користи Давид. Бог ги контролира времињата и годините, соборува цареви и поставува цареви, дава мудрост на мудри и знаење на разумни. Што значи? Дека времињата се под суверената контрола на Бог. Тој има власт над времињата, тоест тоа што ја креира историјата. Тоа што ги носи времињата, тој ги создава и тој ги прави. Времињата да бидат такви какви што се. Со други зборови, Бог не седи некаде на периферијата на Вселената, си ги грицка ноктите и се чуди што ќе прави сега во оваа ситуација. Кога се јавуваат бунтовни владетели, па дури сега оваа ситуација во светот, гледаме хаос, гледаме терористички организации, бунтовни лидери, секакви ситуации. И Бог не е затекнат во таа ситуација. Бог, тој ја создава да биде таква каква што е. Како што пише во Псалм 2.4, и тој псалмен се однесува за бунтовните, оние арогантните лидери. Вели, оној кој живее на небесата, им се смее, Господ им се подбива. Они кои што мислат дека владаат со историјата, се предмет на Божиот подсмев.
Бог им се смее и се чуди на нивната глупавост, на нивната неразумност. Како може да се измислат, помислат дека они се тие кои ја создаваат историјата. Бог има суверен план за историјата, тој ги води сите нешта во согласност со неговата воља. Дури во Псалм 76:10 вели, дури и гневот на луѓето против Бог може да послужи за Божја слава. Може да бидеме сигурни дека кога не напаѓаат трагедиите, несреќите, Бог не спие, не е на одмор, туку тој е оној што го контролира сето тоа. И тој, негов суверенитет над времињата, е големата утеха во време кога доаѓа тешкотијата. Зошто? Зашто тој суверенитет на Бог не значи некаква дистанцираност од Бог, не значи некакво студенило, туку нешто сосема друго. Суверениот Бог, кој ги држи времињата во своите раце, е личен Бог. Значи, кога говориме за сувереност на Бог, обично во главата ни доаѓа представа за некој далечен Бог. Тој решава што ќе биде. Тој е себичен, надмен и си прави што си сака. Тој решил да биде така и ќе биде така. Ке се ра, што ќе биде од страна на Бог, тоа ќе биде и ние не можеме ништо да направиме. И тоа кај нас создава едно чувство за дистанциран, далечен Бог кој се врши својата волја. Давид вели, јас пак имам верба во Тебе, Господи, и велам, Ти си мој Бог. И зборчето јас, зборчето Ти си мој Бог, говорат за еден многу личен и многу близок однос меѓу Давид и Бог. И ако го прочитаме целиот псалм, ќе видиме дека внатре во него има многу интимност, многу личен однос меѓу Давид и Бог. Многу близок и многу интимен однос. С други зборови, суверениот Бог ја спроведува својата суверена волја и има својата суверена власт над деновите, над времињата, но заедно со неговата љубов и близок однос со човекот. Тоест, неговата суверена волја не е раскината од неговата милост, добрина и љубов кон човекот. Кога тој ги создава времињата, кога тој го прави она што е по неговата волја, сето тоа е за доброто на оние кои го љубат Бог. И во тој псалм неколку пати тој спомнува како Бог се прави за добро на праведните и зошто праведните се радуваат на Господ. Зошто Бог прави да биде се добро за праведните. И неговата суверена волја всушност значи дека ќе се изврши она што Бог решил да се изврши, но за доброто на неговите, за доброто на неговите деца. И тоа носи утеха и сигурност. Знам дека она што ќе се случи во рамките на Божиот план, за моето добро. Што е да се случува, тоа е за мене. И затоа Божите раце носат сигурност, зашто тој планирал да се случи тоа и е во рамките на неговата добра волја за нас. Исто така вели, Ти погледна на маката моја и ја спаси од патила душата моја. Значи, Бог толку е вклучен во овој свет, тој не само се грижи воопшто за човештвото како човештво, не се грижи за некој човек како човек, туку и за конкретната болка, за конкретната ситуација тој се грижи. Тој не се грижи воопшто, така да кажем, има една генерална идеја за мојот живот, туку тој за секој мој момент, за секоја моја болка, за секој моја... Тој е вклучен во секое нешто во мојот живот. Дори и за конкретната болка. Дори за конкретната радост. Многу е личен Давид. Мојата душа, мојата болка, мојата мака, мојата ситуација, мојот миг, мојот момент. Тој суверен Бог кој има целата вселена во своите раце е фокусиран точно во мојот момент. И тоа е што Давид, она што му дава сигурност на Давид. Значи Бог не е некаде таму самозадоволен и вели, јас решив да бидам така, па вие справувајте се што сакате правете. Бог е вклучен во животот на човекот.
И сега може некој да каже, па добро, времењата се нестабилни, несигурни, меѓутоа тие се пак определени од Бог. Ние сме сигурни, можеме да си живееме така, што ќе биде, нека биде. Да, времењата се несигурната реалност, да, Бог е суверен, личен и вклучен во нашиот живот. И овде кога Давид вклучува еден момент, многу важен момент, кој е од наша страна, кој е наша одговорност. Тој вели, јас пак имам верба во Тебе, Господи. Вклучува вера. Имаме дни, наши дни, кои се на сигурна реалност. Имаме Божи раце, кои се сигурна реалност и имаме наш одговор. А тоа е нашата реалност на личната вера. Личната вера во суверениот и личен Бог носи внатрешна стабилност во нестабилната реалност или надворешност. Личната вера е таа која што она несигурност од што околу нас прави да имаме ние во нас натре сигурност. Верата не ја променува реалност. Верата нема да ги тргне проблемите, но верата нас не променува. Сознанието кој е Бог и верата во тоа кој е Бог не променува нас и носи сигурност во нас, самите нас. Давид кога го пишува псалм, се уште е во неволја, се уште е во мака. Не завршиле непријатностите за него. Но тој има мир и спокојство. Во псалмот на неколку места може да видиме спокојство. Тој говори за мир. Зошто? Зошто има верба во Господ. А зошто има верба во Господ? Зошто го познава каков е. Заради сите оние атрибути што ги изнесува псалмот. Тој е карпа, тој е засолниште, тој е заштита, тој е спасение. Нашите дни се во Божите раце, независно од тоа дали веруваме или не. Ако не веруваме во Господ, тоа не значи дека нашите дни ќе избегат од Божите раце. Во секој случај се таму. Но не е тоа што Давид сака да го каже. Тој вели, моите дни се во Божите раце, тоест јас пак имам верба во Тебе, Господи. Збор што јас е акцентирано, дури во оригиналниот текст е спомнато, што обично не е пракса. Обично личната заменка се испушта во древните јазици. И овде кога Давид го вклучува, за да акцентира лично дејство. Тој што прави. Јас имам верба во Тебе, Господи. И со тоа, тоа е истакнато, и со тоа Давид сака да каже, независно од тоа што сакат да ми направат непријателите, независно од тоа што поранешните пријатели ме изоставија, јас се доверувам на Бог и тоа е еден личен, свесен и смислен избор. И кога ние ќе го направиме тој личен, свесен избор, тогаш довербата доаѓа и сигурноста. Всушност, верата или довербата е линкот меѓу суверениот Бог и нашата мака, врската. Меѓу Бог кој е суверен и личен, близок, и маката, ситуацијата во која се наоѓаме. И тогаш доаѓа таа сигурност, и тогаш доаѓа уверението, тогаш доаѓа спокојството и мирот. Видите Давид што вели? Биди ми Бог заштитник и прибежиште за да се спасам, и потоа вели, зашто ти си карпа моја и крепост моја. Значи, со други, ако го преведеме, вели, биди мој заштита и прибежиште, зашто ти си мојата заштита и прибежиште. Тој знае дека Бог е неговата заштита и прибежиште, и пак вели, биди моја заштита и прибежиште. Зошто? Зашто ти си моја заштита и прибежиште. Која е идејата овдека? Она што е Бог во неговата природа, она што Бог навистина е тоа да биде тој за мене во мојата состојба, во мојата криза, во мојата ситуација, во мојата тешкотија. Тоа е личната доверба. Биди ми и потоа вели, ти си ми. Ти си тоа. Тоа се твоите атрибути. Сушност, Бог го знае карактерот на Бог,
го открил карактерот на Бог и сега го вклучува во својата неволја на еден свесен и смислен начин. Тогаш доаѓа спокојството. За да веруваш во Бог треба да го познаваш. Ако го познаваш, ќе го повикаш. Тој каков што е, како засолниште, како карпа, како сила, да биде дел од твојот живот во твојата ситуација. Сега, некој може да каже, да, го правиме ние тоа. Ке дојде макате, знаеме кој е Бог, знаеме дека е засолниште, знаеме дека е карпа и се доверуваме на Него и пак доаѓа стравот. Како што вели, нели, апостол Петар, предајте ги грижите нему, зашто тој се грижи за вас. И ние ги предаваме грижите. И потоа пак се грижиме. Ами ако го видите ова псалм, ако го читате внимателно, во првите 8 стиха ќе видите увереност, сигурност, како тој ги предава грижите на Бог. Од 8 до 13 стих ќе видите страв кај Давид. И потоа од 14 натаму пак една сигурност. И тие осцилации се такви. Тоа е тоа. Ги предаваме грижите, ама сме луѓе. И доаѓаат пак стравовите. И пак ги предаваме. Тоа е довербата во Бог. Довербата во Бог не е пасивно помирување со судбината, туку активно, лично решение да се довериме на карактерот на Бог. И да го правиме она што Бог сака да го правиме од нас. Ја знаеме неговата воля и во тешките ситуации и да го правиме она што Бог сака да го правиме. Со верата дека тој действува во таа ситуација. Довербата е тоа решение да се довериме на карактерот на Бог, кој е откриен во Словото, и ако го познаваме како свој Бог, тогаш ќе искусуваме стабилноста, неговата стабилност во нестабилните дни. И ќе можеме да се носиме со стресовите. Хајде да кажеме нешто како заклучок. Ова е многу важен псалм и ова псалм бил утеха за многу луѓе. Например, Јона, кога е во утробата на рибата, цитира од овој псалм. Јеремија исто така го прави тоа на 2 пати во неговите и во пророчката книга и во книгата Плач Еремиев. Давид на стари години наоѓа утеха во овој псалм, кога го повторно во 71-ти псалм. И уште една работа, многу важно, кога беше натоварен со многу гревови, со гревовите на човештвото. И Господ Исус цитираше од овој псалм, кога рече, во твоите раце ја предавам душата своја. Тој цитираше Господ Исус од овој псалм. Сигурно и Господ Исус претрпел голем стрес на крстот, натоварен од гревовите на луѓето. Ги зема нашите гревови. И како се довери со тоа што ја предаде душата своја. Во чии раце? Во раците на Отецот. Во твоите раце ја предавам душата своја. Што контролираме ние? Ништо не контролираме. Дури кога мислиме дека не се толку нештата сериозни во животот и имаме власт, не ги контролираме. Реално. Не знам дали се забележале кога влегувате во вода, во езеро, море, базен, имате мало дете, 2 годишно, 3 годишно. Кога е на длабочина која веќе е преку неговата глава, но не е толку длабоко, например, вам вие до половината, детето е слободно. Си игра, може да се фати за рака, може да се стутка во тебе, но така поспокојно. Колку повеќе влегувате во водата, тоа повеќе се припива и додека на крајот, кога е многу длабоко, ќе се фати најздраво што може. Водата е, тој не ја контролира водата, детето не ја контролира, дури и во плиткото, зашто му е преку него. Но има некој чувство како тоа да ги контролира нештата. Колку што повеќе влега во длабоко, ја губи таа сигурност и почнува да бара повеќе сигурност во родителот. И ние се насуваме многу пати на таков начин. Мислиме дека во некои ситуации водата ни е до половините, дека бурата не ни дошла преку глава,
А всушност во секоја ситуација, во секоја бура, всушност ние сме потопени и не контролираме ништо. Мислиме дека ја губиме контролата кога веќе ќе целосно ќе потонеме. И тогаш почнуваме да викаме кон Бог тој да ни избави. Во секоја ситуација, секој нареден здив, секој залак нареден што ќе го земеме е во контролата на Бог. Зашто можеби следниот залак веќе нема да биде наш и нема да биде возможен за нас. Се е во Божите раце. Затоа нашиот одговор секогаш, во секоја ситуација, во доброто и лошото, во секој миг, независно дали е од некоја голема криза или некоја рутина секојдневна, треба да биде едно свесно, смислено доверување на ситуацијата во раците на личниот Бог, кој е семокен и суверен и кој никогаш не потонува. Зашто тој ја владее секоја ситуација. Треба да ги предаваме дните во Божите раце секој ден. Колку да изгледа лесен, колку и да е навидно во нашата контрола, да го предаваме во Божите раце. Да растеме во верата во Бог секојдневно, да се молиме, Бог да не јакне, да не се открива се повеќе и повеќе, да го запознаваме се подобро и секој ден да биде предаден во Божите раце. А ние верно да го правиме она што тој го бара од нас. И така ќе можеме и ова година да ја поминеме по Божјата благодат во мир и спокојство кој доаѓа само од сознанието дека Бог, суверениот Бог, кој е близок, вклучен во нашиот живот, држи се во своите раце. И јас пак посакувам на секој од нас да има пријатна година, радосна и спокојна, а тоа ќе се случи само ако ја предадеме на вистина во Божите раце.